И нашата последна гостинка за денес, нутриционист од Систина, магистер Ана Антовска. Добро ни дојдовте, добро ви утро. Добро утро, добро ве најдов. Рековме привршуваат постите, како да се вратиме на оној вообичаен начин на исхрана што сме го имале порано, без да ги правиме истите грешки што ги правиме секоја година, тоа ќе ни е темата, но прво сакав малку за вас, вие сте магистер по нутриционизам и воедно сте дипломиран и клинички нутриционист. Што значи точно тоа клинички нутриционист? Клинички, самото тоа што работам во клиничка болница, ме прави клинички нутриционист, меѓутоа исто така и магистерскиот труд кој што го работев, тоа беше едно многу убаво истражување, едно многу убаво искуство за мене во областа на кардиоваскуларните болести и влијанието на храната. Колку придонесува храната во нивно за да се исклучат или колкав е ризикот од одредена храна за да се добијат или да се исклучат кардиоваскуларни болести. Меѓутоа, сепак, јас сум 8,5 години во оваа прекрасна институција и многу сум среќна ради тоа. Среќна сум за тоа што... И ние сме среќни зашто имаме убава соработка со вас така. И ваши колеги не едуцираат на сите возможни теми. Така, знаете, многу убаво нешто е што учев од подобрите доктори, да не речам најдобрите, многу ќе звучи можеби пристрасно, меѓутоа тврдам дека имаме тим од доктори кои што се навистина фантастични. Многу интересно што јас не сум лекар, и што ме прифатија како своја, односно како еден од нив. Да, несебично ми помага во праксата, можам да наречам, бидејќи знаете не можете да станете клинички нутриционист со завршување на додипломски студии на магистериумот дојде после 4-5 годишно работно искуство. И многу ми се допадна тоа што несебично ми го подаруваа знаењето. До ден денес конзилиарно работиме, ме повикуваат секогаш кога е потребно да се изготви специфична исхрана, односно диетотерапија за одреден хоспитализиран пациент, меѓутоа исто така и нивните пациенти кои што амбулантно ги прегледуваат, доколку има потреба од моја интервенција, од нутриционистичка проценка, од диетотерапија секогаш ме викаат. Делот со клинички нутриционизам исто така подразбира и организирање, односно креирање на сите оброци за хоспитализираните пациенти. Тоа е нешто што со љубов го работам. Генерално имаме стандардизирани општи оброци, да ги наречам менија, зависно од категоријата во која спаѓаат, општата категорија во која спаѓаат луѓето кои што се лекуваат оперативно или конзервативно кај нас. Меѓутоа има и секогаш велам кога има потреба, тоа се прави индивидуално. Нормално секогаш завршува со успех. Тоа е најбитно. Да преминеме сега на темата за која што зборуваме. Постите не се измислени од нутриционисти. Не. Ги има воведено, измислено самиот народ, уште кога немале ни абер од медицината, но сепак претпоставувам дека имало некое логично објаснување зошто ги прават, зошто постели уште од тогаш. Ево конкретно великденскиве, да речеме, доаѓаат по зимски период, кога сакал некил, сега се вртиме преку зима околу фрижидер, тогаш околу кујната си се вртеле веројатно луѓето, па помалку биле активни. Претпоставувам дека од таму произлегува таа потреба. Јас сметам дека нашиот народ е доста мудар, нашите предци биле многу мудри, тоа се покажува во многу наврати. Исто така и околу постот, како македонска нација, сметам дека од религиозни причини е се тоа почнато, не сметам тука е вистина. Самиот пост од религиозни начини би значило обестрастување на телото, значи од секакви страсти. Во страстите спаѓа храната, бидејќи нели предизвикува определено задоволство. Меѓутоа, најубаво нешто што може да ни се случи е 7 недели да внесуваме овошје и зеленчук, бидејќи знаеме дека нивната дигестија е навистина многу брза, многу се лесни многу се лесни за варење. Со внесување на убаво количество овошје и зеленчук, особено свеж, ги внесуваме потребните минерали и витамини во текот на денот. Нормално, нели, многу е битно кој зеленчук како се обработува, како би требало термички да се обработува, меѓутоа сепак
ние како нутриционисти, тоест јас како нутриционист, Го секогаш го значи. поддржуваме и секогаш јас им препорачувам на моите клиенти, кои што исто така не напоменав преска дека можат секогаш кога им треба да редуцираат телесна тежина, да ја зголемат или пак да имаат потреба од некакво изготвување на исхрана специфична за самите нив, да дојдат и да го направиме тоа заедно, односно индивидуално. Секогаш е застапено овошето и зеленчукот. И да ви кажам, јас практикувам да постам од религиозни причини, тоа и не е многу битно во моментов, меѓутоа би сакала, ова го споменувам бидејќи сакам да се повикам од сопствено искуство, никогаш не сум посрекна отколку во периодот кога постам. Ми се случува да едноставно едва чекам, можеби чудно звучи, меѓутоа да, едва чекам да се почне со постот, бидејќи моето тело бара овош и зеленчук не потешка храна. Јас немам ништо против месото, напротив, го препорачувам. Исто така и млечните производи, нормално, особено битно е кои, но сепак најубаво се чувствувам во тој период. Но што е со оној момент, Ана, кога, да речеме, сите препорачувате дека не треба нагли промени да се прават било што. Сега кога организмот е навикнат, а ние сме си навикнати на производи од животинско потекло. И сега одеднаш преку ноќ, така и започнуваат постите, преку ноќ веќе тоа му ускратуваш на некој начин организмот. Не е лесна адаптацијата, не е лесна, тоа баш пред некој време ми го поставија прашање, бев на Face Life кај нас. На некои луѓе им треба недела дена до две да се привикнат. Адаптација. Да, знаете, и многу е битно какви оброци внесуваат. Затоа што ако се внесуваат прости шекери, прости аглихидрати, тука подразбира пити, се што е бело брашно, значи таа храна после час до два настанува глад, заради тоа што наеднаш се дика гликозата во крвта, брзо се спушта и едноставно воедно имаат и празни калории. Секако дека ќе се појави глад и повторно се повторува ритуалот, значи повторно се посегнува по бело брашно. Доколку во еден појадок содржи убави протеини кои што ги има секако дека ги има во растителната храна. Јас би препорачала, например, хумус, бидејќи хумусот е навистина направен од наод кој што е продукт кој што содржи висок процент на протеини. Исто така авокадото има заситени масти, меѓутоа нормално за тоа треба да се користи ограничено, заситува во комбинација со маслинки, да речеме, кои што имаат омега-3 масни киселини. Со зеленчук зборувам за појадок кој што би содржал 2 кришки леп, да речеме од нормално секако дека мора да биде од целозрнеста житарка. Не би сакала да рекламирам, ама друг назив за тој леп нема, тоа е тонус, затоа што е навистина нема. Колку е потежок лебот, толку е побогат со целозрнести житарки внатре, значи дека не се процесирани брашна, односно брашна кои што се интегрални и кои што се навистина предозирани со адитиви. Тогаш не може да почувствувате глад после 2 часа. Тоа ќе ве држи. Следствено на тоа, доколку после појадокот се внесе убава количина на јаткасти плодови, сирови, да речеме бадеми, една дланка, индивидуално секој треба да си ја гледа својата дланка во количина, со убава комбинација. Добро, замислете јас, значи ова е пола килограм. Доколку се земе... Ке ја поземам вашата дланка, за кој ќе сакам да јадам. Нема проблем. Доколку се искомбинира со убаво овошје, убава овошка, веќе имате 2 оброка до, да речеме, негде 12 часот, до 13 часот. Тука би споменала дека може да се направат и прекрасни чија подинзи од растително млеко, со тоа што би препорачала тие растителни напитоци кои што всушност не се млека, бидејќи не може да се добие млеко од јаткасти плодови. Тоа е фантастичен протеинска, не би ја нарекла бомба, ама протеинска ужина која што ќе не засити и воедно нема да многу полесно ќе се адаптираме, поготово ако се работи за првите 2 недели од постот. Понатаму мешунките се богати со протеини, печурките исто така свежи. Замислете кога во секој оброк од типот бранија, грашок, спанак би ставиле убава количина на свежи печурки.
тогаш немате апсолутно, нема да почувствувате секако дека храната ќе се свари побрзо, па ќе бидете можеби побрзо гладни, меѓутоа веќе сите нутриенти што се потребни ги внесувате. Нормално со ограничено но сепак количина има лед. одредени витамини кои што ги има само кај производите од животинско потекло, така? Дефинитивно, значи јас не сметам дека треба да се исклучуваат скроз и знаете како тоа е став, да, дефинитивно е здраво да се јаде вегетаријанска храна, веганска храна одреден период, меѓутоа и што повеќе да се користи. Знаете, има индивидуи кои што не смеат да бидат скроз на вегетаријанска и веганска храна, таквиот број е помал, да речеме некои работи што ги има во некои фитонутриенти кои што ги има во месото ги нема нигде на друго место или во млечните производи, меѓутоа сепак е тоа избор на луѓето и сами треба да се определат. Јас сметам дека треба исхраната да биде избалансирана. Во случај на болест, секогаш настојуваме како нутриционисти, јас работам диетотерапија веќе долги години, навистина, поготово кога се работи за некои по-комплицирани состојби, зборуваме за канцер, секогаш ги тргаме, еден период ги тргаме животинското потекло на мирници, бидејќи треба да се намали, треба да се намалат сите оние фактори кои што прават инфламација во организмот. Сега тука би сакала убаво ова што го споменав, луѓе на своја рака го прават тоа во такви ситуации, што не е пожелно, бидејќи знаете, доколку се на хемотерапија не може секогаш да издржи една индивидуа да внесува само растителни производи. Тие немаат, видете, тие немаат ограничувања. Докторите секогаш велат да, ти можеш да јадеш се. Ние тоа го почитуваме, меѓутоа јас секогаш сакам да внимавам навистина да малку, ако можам, да го детоксицирам организмот и за тоа во период, за тоа треба да се следат од почеток на хемотерапија до крај, бидејќи тоа се навистина индивидуални реакции и треба да биде еден организам подкрепен со храна во текот на тие, бидејќи знаеме дека хемотерапијата не е лесна. Потоа, доколку нели се заврши како што треба, тогаш треба да настапи она прочистување на организмот и нормално преку постот. Значи постот е тој кој што навистина прави да еден организам се детоксицира, да малку се одмори дигестивниот тракт, бидејќи знаеме колку храната е покалорична и толку повеќе енергија треба да се за дигестија. Исто така и малку да се прочисти црниот дроб од токсини. Меѓутоа, не треба да заборавиме дека и растителната храна има токсини. Така да секогаш треба да се внимава што се внесува. Колку поорганско, тоа подобро. Сакав да се задржиме на они главни три проблеми на кои што се жалат и представуваат проблем на луѓето кои што постат. Прво, самите го фативте, тоа е постојаното чувство на глад. Еве, дадовте ваши препораки како да се чувствуваме сити. Вториот момент е нервозата, но предпоставувам дека нервозата произлегува од тоа чувство на глад, така? Да, меѓутоа, знаете како, секогаш, обично луѓето кои што имаат проблем со тежината, секогаш компулсивно внесуваат храна. Тоа сум го споменала во повеќе наврати. Емоциите се секогаш тука причина за компулсивно внесување на храна, поготово храна која што има празни калории, храна која што е полна со јаглехидрати, процесирана храна. Во тој случај, нервозата може да се разбие со спортување. Тоа е дефинитивно нешто што секогаш го препорачувам. Пешачењето е најубав и лесен начин да се потроши енергија, поготово ако е предизвикана ако да ја крстиме стрес и нервоза. Нормално секој со своите можности, зависи колку е некој млад, колку е здрав. Значи брзото одење и контактот со природата секогаш прават да се чувствуваме подобро. И воедно тогаш слободно може да се направат па и десерти кои што не содржат производи од животинско потекло и малку да се акумулира таа потреба од внесување на храна. Меѓутоа, знаете како тоа компулсивно внесување на храна е работа за психолози. Секогаш јас дури имам ситуации каде што навистина на моите клиенти им препорачувам да малку тие им помогнат во тој момент, пошто бидејќи јас можам да им направам исхрана, соработуваме, секогаш сум тука за нив, ама тој момент таа контрола јас не можам да им ја наметнам. Тоа мора некој кој што е професионалец и во неговата област. И третиот момент, тоа е дека и покрај постите сепак се здебелуваат.
Тоа е она што го кажав на почетокот. Доколку внесувате неквалитетни оброци, доколку тие се пречести или можеби се ретки, а внесувате многу калории во еден оброк, прости јаглехидрати, процесирани јаглехидрати, тогаш на вистина има случаи кога луѓе покачуваат многу повеќе телесна тежина отколку кога јадат поизбалансирано, односно кога не постат. Затоа би апелирала со сите оние кои што во иднина ќе постат, бидејќи еве сега ни завршува постот, да или да се обратат кај мене или кај било кој мој колега за да им помогнеме, да им направиме една листа на оброци кои што на вистина ќе им помогнат да се чувствуваат енергетски подкрепени и да не посегнуваат по работи кои што не би требало и со тоа да не ја покачат телесната тежина. Дали препорачувате можеби после секој пост, особено вака долготраен, да се провери крвната слика? Доколку не, бидејќи доколку се јаде веќе како што реков здрава храна, добро избалансирана храна, крвната слика само ќе биде подобрена. Никогаш не се има случајно да доколку се внесува протеини од растително потекло, доколку се намали внесот на заситени масти кои го имаме нели кај продуктите од животинско потекло, кај масните сирења, масните млечни производи, кај месото, поготово доколку е пржено, доколку не е термички третирано на соодветен начин, тука може да се случи и со тие прости јаглехидрати кои што не треба да се внесуваат, тука се случува редукција на крвна слика. А во овој случај со вегетаријанската не. Мене ми доаѓаат луѓе со анемија, така да анемиите ние ги решаваме на многу убав начин и со комбинација на производи, продукти кои што се од животинско, меѓутоа пред се од растително потекло. Ајде, сега еве многу мина веќе ги бројате деновите, часовите до крајот на постот и за жал секоја година истата слика, по некој завршува и во болница. Како сега тоа повторно да не се случи? Се започнува ноќта во 12 часот, по обичај треба се со едно јајце, нели, да се започне, но ретко кога се завршува на тоа. Да. Тешко е да се Прешалтаме сега, да, сакам да кажам, тешко е да човек да се исконтролира кога преминува од 7-неделно постоење на храна која што е калорична. Уште полоше што е ноќ, значи во после 12 часот веќе организмот... Предпоставам дека генерално воопшто не би ни препорачале после 12 ноќе јадење. Треба телото да спие, затоа еве 1 до 2 јајца, значи 3 белки може слободно, една жолчка, значи едно цело јајце, една убава мимоза, салата. И одма кревет. Да. Не мора одма, ама после час до два, бидејќи никој не заспива, се надевам, одма кога ќе се враќа од црква, мислам се, нормално зависи од возраста и од потребите. И потоа утре дента треба веќе да се почне со внесување постепено на мрсни продукти. Внимателно со јајцата, 9 грама холестерол има едно јајце, така да 2 во текот на денот и тоа убаво би било да не биде во исти оброк, е супер. Јас би препорачала да се почне од меса со пилешко месо. Затоа што секогаш јагнешко има на трпезите традиционално. Да, препорачувате тоа, но знаете дека веќе се спрема јагнешко. Знаете како, јагнето има на вистина, јагнешкото месо има на вистина многу висок процент на заситени масти и во принцип многу е тешко за дигестија. И може да се јават дигестивни проблеми. Оние кои што се решаваат со терапија таблетарна е во ред, меѓутоа знаете, ако се внесе нагло, премногу големо количество на заситени масти, во тој случај може да се добие панкреатит, кој што е акутно воспаление на панкреасот и не би сакала да навлегувам во тоа какви последици може да остави. Значи, мора полека да не се гледат луѓето да не комбинираат скроп со месото. Ако веќе се решат за јагнешко, знаете, тоа е се индивидуално. Некој може да го поднесе, некој не може. 50 грама јагнешко месо, многу растителни влакна и салата, многу кромит и лук кои што го држат холестеролот под контрола, односно не му дозволуваат, односно помагаат во дигестија на масна храна. Убаво е јагнешка чорба да се внесе, која што нема да се претара при внесот со количината на изнутрици. Во секој случај комбинацијата да биде секогаш со убаво количество на салати, да не се посегнува нагло кон сладки, бидејќи во еден ден да внесете торта, колачи, да внесете количина голема на месо, после позборувам, да внесете количина голема на јајца и на млечни производи, поготоа ги замолувам гледачите да не комбинираат млечни производи со месо. Тоа е комбинација која што навистина не може да се дигестира. Ова зборуваме за воопшто сега зборувам после постот. Не, и воопшто, не. И воопшто таа комбинација не ја препорачувате. Да.
Сега има многу убави рецепти во комбинација. Меѓутоа има некои лесни кои што може да се толерираат како сосови одредени. Јас пак ќе повторам, како нутриционист не ги поддржувам. Колку време треба да внимаваме сега? Значи не е само ноќта, не е другиот ден. Неколку 2-3 дена сигурно, значи треба да се внимава. Треба секој да си го слуша телото. Секогаш е тешко кога се да кажам народски омрси човек после пост. Секогаш, значи мене едно јајце, многу сакам јајца, например, јајцето е најкомплетниот продукт од сета храна која што може да ти замени многу значи се има во него и ако нешто мене барем ми треба, тоа се јајца. Никогаш знае да ми биде тешко и после 1 до 2 јајца. Обично се случува да луѓе поготово со синдром на иритабилен колон да почнат да добиваат или течни столици или да добиваат да се дуваат во стомакот гасови, да едноставно да имаат тегуби, така да многу е битно да се почне постепено и верувајте ми дека секогаш се субјективно. Секој не реагира исто. И пак ќе повторам, секогаш побаво се чувствува човек во пост отколку кога внесува храна која што е сублимација на растителните. Што значи да си ги продолжиме до божикните постите за да се чувствува би било фино. Секогаш треба да превладуваат растителните. Јас на гледачите дека ќе вклучиме некој гледач, сигурно имаат некој прашање до вас, така што доколку имаме гледачки ќе ми дадат информација. Се надевам, сакам да ве прашам уште конкретно за јајцето. Бидејќи речи се секоја година се случува, по долго време се почуваат и има некој народно верување дека ништо нема да им биде на тие јајца. Доколку време можеме да ги консумираме јајцата што се подготвени, евен да речеме на Вели четврток, тогаш се подготвуваат, нели? Значи вака рок на траење, ете така да кажам, на варено јајце. Варено јајце највеќе 3 дена во фрижидер, ма и тоа е многу, 2. И тоа во фрижидер. Да, не во кошничка некоја ставена. Јас секогаш протестирам дома, сум протестирала и кај моите најблиски, меѓутоа не ме слушаат. Дефинитивно јајце не треба да стои на отворено. Факт е дека јајцето црвено има посебна моќ верска, знаеме што символизира, меѓутоа дефинитивно треба чувањето да биде соодветно, да биде во фрижидер и да не се претерува. Сварено во фрижидер. Да. Значи 2 дена. Тоа е и 2 дена и јас како да ви кажам, еден ден е некако најбезбедно, не дека ќе му се случи нешто, меѓутоа со текот на времето, со текот на чувањето, јајцето ги губи хранливите продукти додека е во фрижидер. Тоа важи за секоја храна. Значи и за земјицата дури ако повеќе од 6 месеци се чува складирана негде, нутритивните вредности внатре се скроз изгубени. Така да нека внимаваат бидејќи се случуваат труења во тој период затоа што се јадат јајцата несоодветно чувани после многу долго време. Имаме гледач или гледачка на линија. Добро утро, повелете. Ало, добро утро, Искра. Добро јутро, Слободанка. Поздрав многу до тебе и до гостинката. Значи, сакам да ја прашам, јас ја знам од некое минато време и уште тогаш раскажуваше за здрава храна, еве и сега моментот да ја слушнам. Значи, ме интересира нешто, сакам да ви го искористам гостувањето. Значи, јас правам едни грицки, што се со интегрално брашно и се овие се минјава, што се лен, сусан, сончоглед и тиква. И тие ми помагаат многу за метаболизмот, ми помагаат за столицата да ми биде добра, и нели ги печам нормално. И сега ме интересира дали воопшто јас внесувам нешто здраво со нив, пошто се печени. Тоа ме интересира се само. Поздрав многу. Поздрав и благодарам. Поздрав и до вас, ви благодарам за прашањето. Интересно прашање, тие грицки кои што јас ги замислувам како стапчиња се високо калорични. Без разлика што се направени од интегрално брашно и печени и треба да се внимава со количината на која што се внесуваат. Значи 1 до 2 стапчиња се доволни во оброк заради маслото. Знаете, маслото е сигурно господјата ги прави со масло, па дури да е со маслиново, за да може да се спојат, мора да има поголема количина на масло кое што ја пијат. А воедно тука веќе имаме јаткасти плодови кои што се термички обработени, со тоа автоматски им се губи нутритивната вредност. Оние омега-3 масни киселини кои што ги содржат веќе исчезнуваат на некој начин, односно се намалуваат значително. Така да за столица има други
За стимулирање на столица има други работи кои што може да ги користите. Јас ви препорачувам да внесувате растителни влакна, тоа е основниот начин да го направите истото, и да не внесувате ладна вода наутро, и да можете со компот од сливи, доколку немате проблем со шекерот во крвта, и нормално да имате течна храна, значи да внесувате течна храна, не сува храна и растителни влакна. Тоа ви е најбитно, така да овие стапчиња користете ги поретко, и тоа 1 до 2 ако не се многу големи. За жал времето не е толку, но добро што завршивме се што споменавте за течностите, не ги Хидрирањето, извинете, што е најбитно. И за време на постот, предпоставувам, и по постот. Секогаш е битно да си го слушаме организмот, да внесуваме доволно вода. Водата е магичниот напиток кој што не одржува во живот, основна состојка, градивна материја на секоја клетка. Треба да се пие, да се внесува доволно вода. Не сметам дека треба да се внесува 3-4 литра вода, како што негде сегде по интернет пишува. Секој треба да си го слуша своето тело. Или кажат по 7 чаши вода од сабајле, мислам стварно. Тоа е многу, значи тоа е многу е битно да се внесува вода во првиот дел од денот, доколку немате солен појадок, затоа што солта ја врзува водата, на една шолја кафе секогаш треба да се дуваат 2 чаши вода, бидејќи кафето знаеме дека е диуретик, така да литар до литар и пол во текот на денот чиста вода треба да се внесе, и оние луѓе кои што не пијат вода, кога ќе почнат да пијат вода, чувствуваат навистина, се чувствуваат по избистрено, обично бидејќи има некои од нив кои што чувствуваат како магливост, и имаат многу повеќе енергија. Со добро избалансирана вегетаријанска, односно исхрана во пост и со убаво хидрирање, само може да навистина на крајот се провери крвната слика и да се види дека е подобрена. Имало бенефит. Многу ви благодарам на овие ваши совети. Ни останува на сега само да ги послушаме, за да не ги правиме истите грешки. Секако ќе имаме можности на друга тема, друг пат да позборуваме. Им благодарам и на нашите гледачи кои што беа ова утро со нас, и секако останете со Алфа телевизија, следуваат најновите вести.